Уште еднаш се слушна надалеку за прекрасната организација и гостопримливи домаќини, кавадарчани, ниту дождот кој е најголем непријател на аутдор настаните, ниту пак свежото време не успеа да ги обесхрабри учесниците на најголемата македонска авантура, Алшар, допри го сонцето 2017. Напротив, временските неприлики само го зголемија количеството на адреналин и возбуда, кајто чакџиите и планинарите кои од сите краеви на земјата допатуваа, за да уживаат во патеките кои се обкружени со планините, кои ја кријат тајната на настанокот на светот. Имено вчера финишираше второто издание на фестивалот на отворено, за кој што без сомнение ќе се вбројува во традиционалните настани во Кавадарци. Ви ги пренесуваме впечатоците од друштвото на тиквешките чакџи, кои што се и главните виновници за овој адреналински фестивал на отворено. Алшар и оваа година во 3-дневна забава ги отвори вратите за сите добронамерници на природата. Како прво петокот ден каде што културно-уметничкото друштво на Кавадарци направи своја презентација на македонските ора, едноставно публиката уживаше во сето тоа. Групата Чардак, исто со мелосот на македонската народна музика, едноставно ги отпушти камперите. Сабота во 11 часот пристигна мотокрос моторите и АТВ, кои со голема инспирација и фантастична утисак од Кожов планина се вратија овдека на ручек. Фацинирани од самата гледка што ја виделе, едноставно ги поканеа сите останати да го видат тоа. Денеска малце времето си го направи своето, но вистинските љубители на природата едноставно сами на своја рака се втурнаа во длабочините на Кожов за да го откријат она што го нуди. Тоа не е нас и целта, едноставно луѓето да ги привлечеме да дојдат во планината, да ги осетат благодетите на самата планина. Според нас и според очекувањата, ова е феноменален успех како на организаторите, така и на сите овие луѓе кои се присутни. Голема благодарност до нашите врвни спортисти, како што е Петар Диви, како што е Игор Стефановски Иџе, кој денеска беше промотор на отварањето, и голема благодарност до сите луѓе кои се присутни денеска овде на платото во село Мрежичко. Немаше проблеми, имаше само малку на стазите, некои мала дупната гума такви, и тама се решија сите проблеми и се си оде во добар ред. Се е позитивно, да. Доказ дека на овој фестивал присуствуваа премногу посетители и покри тоа што од авантуристички карактер. Гости на Алшар 2017 беше и кавадаречкото македонска ракометарска легенда Петар Ангелов Диви. За ова нема зборови како да се опише, значи ова е нешто феноменално. Кажав јас дека каде и да одам и да играм и се го представувам Алшар, значи ова е еден доживљај што може да кажам дека сега едно 50 до 100 пријатели само од сите држави има дојдено тука да му презентираме Кавадарци и Мрежичко, за да видат дека една прекрасна гледка, прекрасна уживанција, и мислам дека ова ќе порасне во една поголема традиција кај што луѓето ќе уживат со година. Вчерашниот и последен ден од овој прочуен фестивал заврши со наградна игра. Главната награда беше велосипед, кој го доби точакџија од Битола.